Да се заблагодарам на оваа прекрасна вечер. Штабот изгледа навистина прекрасно, а оваа голема бројка која што ја гледам тука пред нашиот изборен штаб, мислам дека кажува само едно, дека ќе имаме огромна победа и на 24 април и на 8 мај промените ќе дојдат, ВМРО да помане ќе победи, доаѓаат подобри денови за Македонија. Денот го започнавме со Антонио и со Ели во Скопје. Јас после тоа продолжив за Битола и за Новаци, тие дојдоа тука во Василево и во Струмица и јаваме вечерва во Струмица, така што денеска имаме целата четврта изборна единица. И како што кажав на нашиот митинг во општина Новаци, тоа е можеби најплодното земјиште во Македонија, тоа е најубавата земја во Македонија, тоа е Пелагонија. Значи, од Пелагониското еве дојдовме во Струмишкото поле. Како што кажав таму, веројатно на мојот противкандидат, носителот на листа на СДСМ, не му кажале дека во четворката има општини во кои што луѓето главно се занимаваат со земјоделие и лебоци го вадат од земјоделие, затоа што гледам дека води кампања како да е носител во единицата и како да настапува во Капиштец, а не во Струмица или не во Прилеп, не во Гевгелија, а Новаци мислам дека не знае кај е на картата. И затоа казната ќе му стигне на 8 мај и на него и на сите кои што му прават кампања. Слушам и ангажирал PR агенцијата Рейтинг, вака да поедноставиме, да не изгледа тешки зборови, тоа се агенции за продавање ветар и магла, која што плаќа ни помалце ни повеќе 100 евра по текст на портал кој што ќе објави текст за него. Повторувам, 100 евра по текст на портал кој што ќе објави текст за него. И, например, денеска имаше 18 текста, тоа се 1800 евра потрошени само денеска. Еве да одиме и по нивнава минимална плата, тоа се 6 минимални плати потрошени само денеска. Па еве да прашам од овде кај Струмица, од кај се парите? Од Вила Парк се, од друго место се, од кај идат торбиве, да знаеме како е можно да се плаќаат по 100 евра по текст на портал за да се промовира некого. Сега додека се тера таа кампања, мислам дека се заборава неколку работи. Првата работа која што се заборава е дека народот нема кратка меморија. И многу убаво се сеќава дека најголемите афери во здравството, најголемиот криминал во здравството, се случи токму во мандатот на Венко Филипче. И јас искрено мислев дека ќе избега од политикава и ќе моли Господ да се заборави, да помине време, некако да се шмугне, да не одговара и на тој начин да се спаси. Ама не, тој реши да се враќа во политика. И штом решил да се враќа во политика, мислам нема подобро место од Струмица да поставам неколку прашања на кои што избегнува да одговори во изминативе месец дена. И да замолам да одговори на овие прашања. Знам дека после овие мои прашања пак ќе следува на истиве овие портали и на неколку Facebook страни, таму можеби и по 200 евра по текст плаќаат. Знам дека ќе следува една серија лични навреди за мене, спремен сум да ги истрпам, нема проблем, затоа што се само лични, нема ништо суштина, ама откако ќе завршат со личниве навреди, мислам дека е фер да одговори на неколку прашања. Првото прашање на кое што јавноста очекува одговор е каква е неговата улога и мислење за 14 луѓе кои што живи и изгореа во модуларната болница во Тетово. Второто прашање е како тоа стерилизацијата во сите здравствени установи во Македонија на јавно-приватно партнерство се даде на фирма од Албанија. Третото прашање е како Македонија последна доби вакцини и дали е тоа поврзано со фирмата Стабри, која што беше регистрирана во Хонг Конг за трговија со банани и друго јужноамериканско овошје и од која што провизиите стигнаа, ама вакцините не стигне. Четвртото прашање е каква е неговата улога врз притисокот на собственикот на една приватна болница да истата ја продаде на Клодијана Лабеу од Албанија. Петото прашање кое што заслужува одговор е каква е неговата поврзаност со семејството Пановски
и случајот онкологија, каде што на болни од рак не им се давала терапија со цел некој да става пари во джеп. И бројни други прашања, еве последното прашање од мене за вечерва, дали не го гризе совест што Македонија по смртност, по црна статистика, во време на корона кризата, кога секој ден држеше пресконференции и само на личен рейтинг работеше, е петта во светот. Значи на црната статистика по смртност на милион жители, Македонија е петта најлоша во светот. Еве за почеток нека одговори на овие прашања, па тераме кампања после тоа. Мислам дека е фер да се даде одговор на овие прашања. Како што Антонио спомена, за жал, ова се тажни прашања и мислам дека и аплауз од него заслужува. Како што Антонио спомена, и тука ќе завршам со против кандидатот, веројатно сме сведоци на најчудните избори во Македонија. Обично, нели, на избори се бира премиер, председател, министри, пратеници. Ние сега имаме избори на кои што ќе се бира председател на партија која што ќе пропадне. Значи, битката е дали председател на партијата СДСМ, која што ќе пропадне во следните 3 до 4 години, ќе е носителот во втората или носителот во четвртата изборна единица, се утепајат кодошења меѓу себе, ред не можат да фатат, еве да кажам, и едните доаѓаат кај нас за другите, другите доаѓаат кај нас за првите, ред не можат да фатат пред штабот на ВМРО-ДПМН кој кого повеќе ќе накодоши за да стане председател на партијата која што ќе пропадне. Се околу поубавите работи. Следуваат избори, многу битни избори. Јас веќе не сум ни така млад, а и релативно долго се занимавам со политика. Знам дека на секој избори велиме дека се овие најбитните избори, но мислам дека овие избори се изборите кои што ќе бидат мејник, ќе бидат почеток или крај на убави или на лоши работи во следните 20 до 30 години и ќе оцртаат каде државата се движи. Затоа што вистината, тажната вистина за Македонија во моментов е дека од првите 5 позиции клучни во државата, 4 се на ДУИ. Премиер е Талат Джафери, министер за надворешни работи е Бујар Османи, министер за финансии е Фатмир Бесими, министер за економија е Крешник Бектеши, председател уште некој ден е Стево Пендаровски. Тоа е тажната вистина за Македонија. И помал проблем е што се на ДУИ, многу поголем проблем е зашто ги користат. Ги користат за понижување на македонскиот народ, ги користат за ништење на се што значи македонско и ги користат само во личен интерес. И ДУИ многу добро знае што прави и како прави. Проблем е што овие од СДСМ им дозволуваат да го прават тоа само заради криминал и корупција. Само заради криминал и корупција. И затоа мора заеднички да ги направиме промените. Прво да ја вратиме гордоста на македонскиот народ, што според мене е задача број 1. Второ е да уведеме ред и правна држава и законот да е исти за сите. И трето, економски да ја креваме Македонија. Ова се 3 задачи кои што стојат пред нас, за кои што ни е потребна масовна референдумска излезност. Да ве поканам да излезете не само вие на гласање. Знам дека вие ќе излезете, туку да ги поканите и сите што ги познавате да излезат на гласање. Да ја поканиме и дијаспората, оние кои што се надвор, да дојдат и да гласаат и заеднички да ги направиме промените. Првата битка е 24 април, мора да имаме најдобар можен резултат, а после тоа на 8 мај да ја довршиме работата, за да имаме председател од ВМРО-ДПМН, Гордана Смијановска-Давкова, премиер од ВМРО-ДПМН, Христијан Мицкоски, и со гордост да кажуваме дека од првите 5 позиции не се 4 на ДУИ, туку се на ВМРО-ДПМН. Тоа е задачата за овие избори. И на крај нешто лично, исто така мислам дека е добро да го кажам тука во Струмица, ќе имаме за 2 дена митинг, ќе зборувам таму веројатно повеќе за програмата и за она што не чека. Многумина се обидуваат да го постават прашањето, многумина и ме прашуваат зошто носител во четвртата изборна единица. Имам 2 одговори, еден личен и еден професионален. Ќе го кажам прво личниот.
личниот е затоа што мислам дека ова е срцето на Македонија и затоа што мислам дека тука живее најтоплиот народ и ова е срцето на Македонија и тоа е мојот личен мотив. Професионалниот. Јас во 2020 година дојдов тука за да удриме во чело на криминалот и корупцијата во Македонија со ваша помош, со помош на сите вас во едно многу тешко и комплицирано време. И мислам дека битките не се оставаат на пола, нити мислам дека се заминува од бојното поле, туку се довршува работата. Јас сега идам да ја завршиме, да ја довршиме работата, да удриме на криминалот и корупцијата во чело со ваша помош. Затоа победуваме на 24-ти, победуваме на 8 мај. Да сте здрави и живи, да живее Струмица, да живее ВМРО-ДПМНЕ, да живее Македонија, победуваме!